Каков буџет имате на располагање за трошоците и фактурите на училиштите, имајќи во предвид дека не чека лоша зима и тешка? Така е, апсолутно, и сите прогнози одат во правец на тоа дека ќе имаме една од најтешките зими, можеби после Втората светска војна во поновиот период кој што го паметиме. За жал, конкретно сега за градинката мислам дека дотациите ќе бидат доволни во делот на енергенци, бидејќи градинките плаќаат историја на регулиран пазар. Но сериозен проблем имаме во делот на училиштата и таму мора да го антиципираме тој проблем и да добиеме поголема поддршка од Министерството за образование и од владата, бидејќи дотациите кои што биле предвидени од претходно во буџетот за енергенци апсолутно нема да ги задоволат потребите на училиштата. Ние веќе правиме некои пресметки, меѓутоа не може до крај да го предвидите сето тоа, бидејќи рапидно се зголемуваат цените на струјата, па еве гледаме и на нафтените деривати, а на тоа ни се греат нас училиштата. Парите не се доволни. Ние како општина негде мислам дека околу 1.700.000 денари само за до крајот на годината би требале, ако се држи вака што пак релативно се пониски се цените на струјата во однос на зимскиот период, би требало од сопствениот буџет да дополниме за да ги покриеме трошоците. И кога сме кај училиштата морам да истакнам дека и дотациите кои што се за делот на плати кои што беа најавувани дека се зголемени платите и се зголемени платите на наставниците, општина Ѓорче Петров за 1 милион денари се е помал вредноста на дотацијата која што добива за асистплата тие покачени плати на наставниот кадар. Значи комплексот е, односно проблемот е комплексен тука и треба сериозен фокус, мислам дека на владата во наредниот период токму на овој дел. Што правиме со училиштата, што правиме со градинките. Не би сакали искрено повторно да имаме ситуација, таман ги вративме децата во училишни клупи, повторно да мора да одат со онлайн настава, сето тоа влие на нивниот развој како здрави индивидуи и мислам дека ова е проблем број 1 во државава, што треба во моментов да се разгледува мимо сите други работи. Бидејќи ова повлекува многу други последици во однос на родителите, во нивната да кажам можност да присуствуваат на работни места, да се исполнителни во тој дел. Децата се столбот, ќе кажам, на општеството, на секој на нашето и проблемите кои што ни се во градинките и во образованието треба да ни се во моментов исклучителен приоритет од прв степен. Од прилика, колку е разликата измеѓу буџетот што го имате на располагање за енергија и за грење, електрична енергија и за грење, и колку би требало да биде? Па јас себе ви кажав во еден дел според пресметките кои што ги имаме до моментов, баш пред некој ден го разговаравме тоа, околу 1.700.000 денари конкретно за општина Ѓорче Петров во делот на енергенци фалат, а во делот на плати 1.000.000 денари. Тие се конкретните бројки за општината. Во сите општини сето тоа тие моменти се различни. Ние секако добиваме ако правиме компарација во однос на број на ученици кои што ги имаме во училиштата со другите општини, колкави дотации добиваме нешто помала дотација. Тоа е така системски се провлекува подолго време, повеќе пати ви кога сум градоначелник сме реагирале по однос на тоа прашање. За да ни помогне државата, во тој да им помогне на граѓаните, на учениците, на родителите, подитно се потребни промени во делот на и колегата Таравари, мислам дека тоа најпластично го објасни, имаше еден добар предлог и училиштата по примерот на градинките да се вратат подитно на регулиран пазар, да плаќаат струја барем како што плаќаат домаќинствата, па макар били во таа највисока тарифа. Највисоката тарифа е многу поевтина, верувате, од тоа што ние како општини и училиштата во моментов плаќаат најскапа струја. Ако плаќаме ние според безанската цена на Хупекс плюс минус 17%, тие плаќаат плюс минус 30%. Значи оптеретувањето во моментов со цената на струјата овдека во нашата општина е најмногу во делот на училиштата.